Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 86-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е специализирана радио емисија посветена на актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ја ви говорам за една од најпопуларните стриминг серии на денешницата, која што се емитува на Netflix, уште започнувајќи од јули 2016 година и летниот период најчесто се појавува и нова сезона, а денес ќе ви говорам за четвртата сезона на серијата во која младите херои од рурална Америка ќе мора да се справат со интердимензионален монструм кој прави дупки помеѓу реалностите за да ја дестабилизира пред се реалноста и да може да загосподари не само со превртениот свет, туку и со неговиот надземен пандан. Друштвото кое се бори против злото е раштркано на сите страни од светот, но кога треба да се избојува победа не е важно каде си, туку против кого си и со кого си. Непријателот оваа сезона е монструмот Векна, а против него се борат момците и девојките од Хокинс во четвртата сезона на Stranger Things, за која што ќе ви говорам во ова издание на ТВ 103, која што го започнаме со две фуриозни теми, односно Oxygen и Joker. Тоа се две композиции од полскиот стонер рок бенд Black River, кој што и тоа како има нагласена панкерска жичка, односно тие моторхедовски хеви металски влијанија се и тоа како забележливи во контекст на нивниот звучен израз, односно полскиот бенд го издаде својот четврт албум оваа година, именуван како Generation X, од кој што во продолжение ќе можеме да слушнеме уште две фуриозни композиции, од кои што една од нив ќе биде насловната, а потоа ќе ја слушнеме Crossover Love. Доколку сакате да знаете како ќе се одвива борбата против чудовиштето Векна, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Зlatko Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 86-тото издание на емисијата ТВ 103, специализирана радио емисија посветена на актуелни и пред се квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за Stranger Things, за која што имам посветено неколку изданија за ова стриминг серија. Конкретно за првата сезона дури поканев и гости и дебатиравме пред се за квалитетите на првата сезона на серијата во Дансе Макабре, а кога воочлив беше падот на квалитетот во наредните сезони, јас лично постепено губев интересот да правам емисии за оваа серија, но секогаш давав шанси на серијата и ја гледав. Бредно време беше да го вперам светлото повторно на неја и да продискутирам за квалитетите кои што ги поседуваше пред се четвртата сезона. Да не се повторувам со генералиите, знаете дека Мети Рос Дафер заедно со Шон Леви ја создадува серијата и дека се емитува на Netflix, а додека сме кај Netflix, моментално актуелен е овој стример со First Kill, The Lincoln Lawyer, Savage Beauty, Man vs. Bee, God's Favorite Idiot, Bastard Heavy Metal, Dark Fantasy, Spriggan, Vampire in the Garden, Money Heist Korea, Joint Economic Area, Queen, Intimacy, As the Crow Flies, документарните ТВ серии The Hidden Lives of Pets, The Future of Web of Make-Believe, Death Lies and the Internet, потоа Mr. Good, Cop or Crook. Ова се само 16 стриминг серии кои се објавени во период на јуни и крајот на мај, така што малку по малку и дури и Netflix го намалува темпото на издавање, се уште се непоимливо е да се погледнат сите серии кои што се наоѓаат и објавуваат континуирано секој месец, максимално го намалуваат квалитетот, а се уште невозможно да се погледне што ќе емитуваат и одбивам да ги гледам турските, индиските и португалските серии на овој стример, затоа што од претходното гледачко искуство на серии на Netflix од овие држави ми представува залудно потрошено време нивното гледање, се додека не се појави некоја квалитетна која што ќе го придобие моето внимание. Имам добра основа зашто не им го давам пред се вниманието на овие серии, што е
проблемот пред се кој Netflix сами си го направија со цел нели да одвојат повеќе и да освојат пред се повеќе светски пазари и да одвојат поголем дел од нивниот асортиман за нив, занимавајќи го квалитетот за квантитет со материјал пред се кој се гледа во тие држави, но тоа не е достојно за да го гледа љубителот, на пример, на научна фантастика и хорор серии надвор од овие три држави. Така што ова е проблемот кој не сака да си го признае на себе си раководството на Netflix, кои што сметаат дека е доволно да ги трујат гледачите со крими документарни серии за да ги држат на линија, па затоа најголемиот стример губи секој месец милиони претплатници, но тоа е веќе дискусија за друго време и истото место. Серијата содржи 9 епизоди, поделена е на 2 дела, кај што првите 7 епизоди беа емитувани на 27 маја, преостанатите 2 епизоди на 1 јули од четвртата сезона. Се разбира, со оглед на тоа што во просек 8 епизоди траат речи си од 80 минути и последната трае 140 минути. Математиката моја посочува дека потребни ви се 13 сати за да ја изгледате четвртата сезона на Stranger Things во целост, што дефинитивно е огромен залак, временски пред се, иако ако има посветени љубители, верувам дека целодневен маратон на бинџање има до сега направено, но јас ја поделив на 3 дела и ја изгледав за време на еден викенд по 4,5 сати на ден. Сметав дека тоа е најдобар начин да ја посветам внимание. Чекав да излезе и вториот дел, за да можам да ја гледам одеднаш, да ја немам тој временски јаз да го немам од еден месец, па затоа и препорачувам да ја пресечете на посодржајни парчиња и да ја погледнете во неколку седнувања ден за ден, со оглед на тоа што денес севкупната сезона е објавена. Тука мислам дека претераа со време трајањето и екстензивно бинџање некаде треба да се постават граници за истото. Да, во ред поделена беше на 2 дела и тоа подразбира дека ќе се погледнат прво 10 часа, па 3 часа на крај, меѓутоа сепак и таа поделба подразбира дека огромен период треба да се посвети на оваа серија и затоа имаше еден месец помеѓу емитувањето на овие 2 дела, што е интересен концепт за наметнување, со оглед на тоа што за време на тој месец можеше да се дебатира за Stranger Things, со оглед на тоа што кога стримерите ги објавуваат во целост сезоните и сериите, проблем настанува со тоа што го немаат континуитетот на разговарање на серијата од недела за недела, како што го имаат сериите кои што се објавени на кабелските телевизии, на пример, и се емитуваат недела за недела, така што тие подолгорочни се во контекст на пролонгирање на дискусијата за нив, а стримерите кога објавуваат викендот, веќе наредната недела сите треба да ја имаат гледано, заради тоа што спойлерите нема да може да ги избегнат потоа и едноставно ќе се заборави што се гледало, со оглед на тоа што веќе нареден викенд ќе се појави некоја си нова популарна серија која што ќе го одземе вниманието на гледачите. Така што ова е процес на пределување на една сезона и емитување на прв дел и втор дел, остава еден меѓупростор во кој што може да се дискутира за самата серија од страна на љубителите на Stranger Things, така што е еден интересен концепт кој што Netflix го наметнаете, за прв пат го тестираа можеби на Stranger Things во оваа сезона. Знам дека скоро 1600 страници, 1500 страници било сценариото за севкупната четврта сезона, така што не е ни можно да се сними пократко време трајање со толкаво сценарио, искрен да бидам. Со таглайнот на сезоната We Are Not in Hawkins Anymore се дава една јасна назнака дека действието ќе биде диспрезирано надвор од градот на 3 заседни локации, значи Дороти не е повеќе во Канзас, кај што, ако Дороти ја знаеме дека е Елевен во Stranger Things, кај што поделените пријатели, фамилијата ќе се обидат да ги разрешат проблемите во кои се затегнати. Од една страна се наоѓаат убиствата на искршените жртви и обвинувањето на невиниот металец дека е извршителот на тие убиства, од друга страна е приказната за заробеништото на Джим Хопер во руската
турската Камчатка, како и враќањето на Елевен во истражувачкиот центар за откривање на хаосот кој настанал таму во минатото, како и губитокот и пред се враќањето на низините телекинетички моќи, кои не се единственото оружје очигледно во борбата против антагонистот оваа сезона векна, затоа што со соработката ни с меридијаните сите ликови задаваат удар врз злото како што знаат и умеат. Во една колаборативна форма се разбира. Ова сезона се пораснати децата, што значи дека нема да може и ти Гунис да се реферираат константно во Stranger Things и нема да биде ова Спилбергова сезона, туку мора да се соочат со сериозни проблематики од coming of age началата, значи да влезат во еден Nightmare on Elm Street фазон, што значи дека треба да снесат повозрасни одлуки, како и да им се скршат нивните срца во неостварената љубов, но и да се интензивираат пред се хорор-чинителите во серијата заради тоа што таков е редот. Помрачни стануваат, се разбира, самите хорор жанровски елементи на моја голема радост, но има и човечките проблеми кои што ги имаат овие ликови веќе добиваат на собствена тежина. Епизодите се поделени на и пред се со нумерирани поглавја, но и со поднаслови започнувајќи со The Hellfire Club, Vecna's Curse, The Monster and the Superhero, Dear Billy, The Nina Project, The Dive, The Massacre at Hawkins Lab, Papa и The Piggyback. Тоа се насловите на секое од поглавјата. Затворот во кој што се снима е лоциран во Вилнус во Литванија, затоа и потоа продолжи серијата да се снима и на американско тло, односно во Аталанта и во Албакърки, за во 2020 година да биде запрено и обновено снимањето, нели според ковид протоколите во Џорџија. Играчите на D&D знаат дека ликот на Векна е воведен како стандарден дел од самата игра во 1990 година, но со оглед на тоа што Еди е искусен DM, сметале дека ќе може да направи една кампања кај што тој би бил монструмот против кој што тие ликови би се бореле, би го имплементирал во самата игра, без потреба на некаков си предходно кодифициран гајдбук и рулбук, така што добро слушнавте, ќе се борат заради тоа што квалитетниот DM соработува со играчите, а не игра против нив. Действијата се развива дека се одвија во 1986, така што Векна не би можел да биде стандардизиран составен дел од самата игра, меѓутоа се прави тука еден исчекор каде што се наоѓа место со способноста на Еди да го имплементира во самата игра, меѓутоа Еди е способен за едно фамозно гитарско соло по кое што ќе се памти оваа сезона и никогаш скоро и да не се заборави, значи едно од најкултните сцени произнесе од оваа серија токму од тоа свирење на тоа прекрасна композиција од еден од најреномираните метал бендови и секако потребата на Running Up the Hill на Кейт Буш, која што стана синоним за самата сезона. Тука ќе направиме еден краток пресек, односно слушаме најава за тоа како самата екипа, односно самите актери и актерки ја доживуваат четвртата сезона и прават една рекапитулација за тоа што све ќе погледнете во неа, за да можем да говорам за ликовите кои што ќе се соочиме во четвртата сезона. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата ТВ 103 со своето 86-то издание посветена на Stranger Things, а во овој сегмент сакам да прокоментирам за ликовите кои што ќе може да и погледнете во четвртата сезона, имено со оглед на тоа што веќе сте запознаени со актерите и актерките, односно со ликовите на серијата од претходните сезони која дискутирав за Stranger Things. Тука ќе напоменам трите групирања на толпите и ќе ги елаборирам нивните функции во оваа сезона, каде што действието е сместено во 1986 година, односно во март. Првата фракција е во Хопкинс, кај што се убиени неколку тинејџери. Таму D&D друштвото Hellfire Club го сочинуваат Дастин, Мекс, Лукас, Ерика, Стив, Ненси, Робин и Еди Мансон. Ликот кој се базира на Демиен Екълс, го знаете него од документарниот
серијал посветен на West Memphis 3, односно металецот кој што е обвинет за убиство со кое нема никаква допирна точка, ама поради тоа што малумните ги удира сетеник пеник во главата, ја антагонизираат црната овца која свири метал и игра D&D и го обвинуваат за извршување на убиствата во кои се разбира дека нема учествувано, туку се дело на монструмот Векна, кој е човек кој предходно предолго време поминал во превртениот свет, односно the Upside Down, и е споен со средината, користејќи ги силите на реваншизам и правење на портали помеѓу световите, пред се убивајќи ја и саканата на Еди, Криси Канингем, за која Еди нели ќе посвети неговото фамозно гитарско соло. Еди е црната овца на градот, кој слуша метал, свири во бенд, игра D&D и џоковите го обвинуваат дека е убиец затоа што е поразличен од нив, а тие се однесуваат како свештенички проповедници кои ќе убиваат во името на Бог, крстоносци малтене, карикатура на малумни и нереализирани христијани кои се плашат од тоа што не го разбираат, но многу јасно е посочено каков лик е всушност Еди, кој е подготвен да умре за тие што го мразат, што е пред се најголемото христијанско дело што некој го направил во серијата. Размислете малку пред да ги судите момците со долга коса кои слушаат метал, можеби некогаш ќе треба да ви го спасат животот и вие ќе останете пак неблагодарни за тоа. Втората фракција ги вклучува, пред се го вклучува доаѓањето на Майк во Калифорнија, кај што со нов живот започнале Елевен Уил и Джонатан Байерс. Майк и Елевен ја имаат првата неслога во нивната врска. 11 ги има загубено моќите, но кога ќе биде одведен во институтот од кој што има избегано и открие дека првиот пациент во експериментот има направено масакар од останатите мутанти, сметајќи дека во минатото таа имаше нели визии дека таа има придонесено на хаосот кој што се случил во институтот. Тука веќе имаме една игра со помош на монтажата. Таа ќе искористи сцената во која што ја напушта незината мајка како гориво пред се за враќање на незиниот гнев, односно за враќање на надприродните сили во кои што тој е отелотворен. Сентименталниот Вил кој се врати од превентивниот свет, превртениот се извинувам свет, секако дека треба да има некаква си превентивност во контекст на неговата осетливост кон тековите и настаните кои што се одвиваат од другата страна, така што тој си гаи една латентна љубов кон Майк, но не му ја соопштува, а Майк па му се доверува пред се за врската, не му се додворува, меѓутоа му се доверува во контекст на врската со Елевен. Но неговиот брат може да согледа дека се крши срцето на Уил и секогаш го подсетува дека е тука за него, без разлика на секако што еден брат треба да биде за другиот. Третата фракција, се разбира, за мене беше најневпечатливата, е рускиот затвор, кај што е заробен на крајот на претходната сезона Джим, кој премина во теснецот низ отворот во рацете на руските власти, кои дамити си одгледувале демогоргончиња за своји потреби. Сега Джойс Байерс добива една порака за уцена, односно за да може да донесе пари за да може да го откупи животот на заробениот Джим и се тргнува за љаска со комичниот Мъре во потрага по Джим со помош на Јури, кој оглуми Никола Ѓуричко. Во овој сетинг новиот Хелбој си има една гладиаторска сцена во која со меч се пресметува со преживеаниот Демогоргон кој не беше спржен од пламенов ролачот, односно тоа е судбината која што останатите негови братчиња и сестричиња ја доживеа во затворот со оглед на тоа што русите си имале некаква си нивна цел за создавање на некое ултимативно воено оружје со кое што ќе може нели да го контролираат, ќе се обидат да го контролираат за да може да извојуваат победи во војните, меѓутоа тоа дефинитивно нема да може да биде во нивна полза. Антагонистот оваа сезона може да стои на сопствените две нозе затоа што е пред се слоевит,
и многу убаво е поврзан со детето со надприродни сили, кое што се реваншира за злото кое пред се земјата го трпи од страна на луѓето, значи зема под закрила како еден изговор кој што е од еколошка провениенција, но и на љубовта која ја нема добиено од страна на родителот. И тоа е еден вид на мотиватор за него, кој нели се плашал од него и ја фаворизирал 11 за разлика од него, со оглед на тоа што смета дека е неуспешен, односно дека е пропаднат експеримент од страна на научникот кој што ги водел овие експерименти на телекинетичките момци и девојки во институтот. Секако дека за пофалба е појавувањето на Роберт Енглунд, односно на Фреди Кругер од Nightmare on Elm Street со шиени очи, односно со прободени како пациент во санаториум, кај што преживеал соочување со Векна. Тоа е можеби единствениот човек кој што има преживеано дуел со чудовиштето, но поради тоа останал и без вид, откако нели бил осуден за убиството на неговите деца, за кои што лежи во овој санаториум и од ден во ден се повеќе и повеќе е подалеку од неговиот разум. Така што ова се начално ликовите кои што може да ги забележите во трите действија кои што се изведуваат, односно кои што се во оптек во симултана конотација, односно кои што се во континуитет и се преплетуваат единствено по завршувањето на дуелите кои што ги имаат со Векна и пресретнувањето на во финалната епизода во самиот Хокинс, кој што се соочува со надоаѓањето на неразрешеното зло кое е оставено како отворен крај на ова сезона. Во продолжение можеме да слушнеме уште една најава која што се однесува на Stranger Things, меѓутоа во неа ќе биде содржана пред се одговорот, односно погледот на од другата страна на камерата, односно од режисерите кои што ја создаваат оваа серија, за да може и од техничка страна да забележиме кои биле предизвиците со кои што тие се соочиле за да ја реализираат четвртата сезона. Така што слушаме изјави од страна на браќата Дофер за целта и намерата и прикажувањето пред се на подземниот свет кој што, односно превртениот свет кој што и тоа како го има во изобилие и ни овозможуваат да фрлиме поглед во него во оваа сезона. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 86-тото издание на емисијата ТВ 103, која што е посветена на четвртата сезона на ТВ серијата Stranger Things. Сакам да напоменам и неколку спецификации кои што ја красат оваа сезона, именно Netflix дури овозможува да биде сменета нината препознатлива најава со помош на црвените од блесоци на громовите и се разбира дека си имаат своја засебна најава со визуелни премени помеѓу двата света. Режисери на серијата се The Duffer Brothers, потоа Шон Леви има режирано 2 епизоди, ако не се лажам, и Нимрод Антал го позајмија режисерот на Предатор да сними 2, односно режираат епизоди од првата и последната, ако не се лажам, се на Доферови. Музиката која што е препознатлива за духот на 80-тите, односно синтвейвот добива на текстура во композициите кои што ги работат Кайл Диксон и Майкл Стайн, така што како се оди напред во времето, започнувајќи од 83-та, доаѓајќи до 86-та, така подепешмодовски е нивниот пристап, како што ќе слушнете на крајот на емисијата. Се разбира дека се подсилни влијанија на музиката која што е работена во 80-тите, меѓутоа сепак имаат еден нивен пристап кој што е уникатен за ова дуо.
Running Up the Hill на Кейт Буш е хитот по кој што ќе се памти сезоната, меѓутоа и Master of Puppets на Металика. Со оглед на тоа што е издаден овој фамозен и прекрасен албум во 1986. Поглед на сценографиите се снимаа неколку локации. Колоритно е, например, средното училиште каде што оди Елеван, потоа во Калифорнија исто така е снимано и во изградиште со ролшуи. Имаме едно комбе со сурферска пица, ако така може да ја наречеме, што исто така одлика на Калифорнија, а студенилото како еден контрапункт се чува за затворот во Камчатка, а камприколките се во Сивилото, односно во земјаните тонови на Хокинс. Се разбира како уште еден контрапункт е и институтот кај што е заробено во белилото со тоа едно артифицијално виножито обоено на самите ѕидови, каде што е условно, не условно, туку во секој поглед заробена. 11. Фотографијата со различен пристап има во контекст на напоменатите се извинувам локации и визуалните ефекти се опреден план, нели, за зголемениот престој пред се во пеколниот превртен свет, кај што корењата го запоседнуваат, нели, имотот од страна на Векна. Убаво кореографиран е one-shot, например, кој што е снимен на рака со препукувањето во домот каде што обезбедување имаат младите херои, меѓутоа е една прилично тензична сцена по која што исто така може да се издвои самата сезона, со оглед на тоа што, нели, како што посочив, Калифорнија се држи со светли тонови, умртвени се тоновите во Камчатка, а приземјени во односно десатурирани во Хокинс, кој што на крајот, нели, на сезоната е нападнат токму од ова молскавито невреме кое што му демне од интердимензионалната војна. Поглед на монтажата има премногу наративни текови кои мораат да ги жонглираат и на крајот да ги сосредоточат и синхронизираат. Во оваа сезона времетраењето е најголемиот непријател на серијата, кај што може да се отстранат некои заемни односи, но оваа сезона постои исклучиво за врзување на нерешените краеви кои што ги отвори, нели, претходната со зарабувањето на Джимбо рускиот затвор, па затоа натежнува и самото траење, буквално една третина доколку би се изземела или одземела, и тоа како ќе добиеш на поголема динамика. Не дека е тешка за следење, напротив, едноставно има премногу лимунада за пиење, ако можем така да се изразам. Поглед на костимографијата и шминката, ова е периодична серија од 1986 година, различно е пред и по борбата и прикажувањето на самиот свет, така што Мили Боби Браун си ја презема својата ќелава улога на ќелава Рипли, односно во Елфенлид манир која треба да влезе во самиот институт, во поглед има долга коса кога е надвор него и се обидува да го најде своето место во училиштето, иако секогаш ќе биде во очите на низините врсници и пред се врснички отпадникот. И покрај отпадниците, нели, Hellfire Club си се наоѓаат едни со други и тие се тоа D&D друштво на гиковите кои што ќе ги обединат нивните сили против џоковите кои што се сметаат дека се популарните момци и пред се популарните девојки кои што исто така ја мразат Елевен. Во поглед на хуморот и еротиката, хумор има во изобилие, посебно кога е Дастин во прашање, секогаш момчето кога се појавува, едноставно не му имаат припаднато прекрасните реплики од машката страна, а на Маја Хок имаат припаднато дефинитивно комичните реплики од женската страна. Еротика скоро и да нема, со оглед на тоа што децата се млади, чекаме да попораснат за да влезат во тие Twilight, коса црта, 50 Shades of Grey периоди во кои што најверојатно ќе ги доживееме во некоја си подоцна сезона. Поглед на ефектите има мал дел практични, затоа сите монструми се кликани и превртениот свет со гринскрин е работен со дошт од пепел кој што продира во реалноста, има подигнати жртви и на кои што им се кршат рацете и нозете во вис и се вплеткани во корењата кои што ги има пуштено Векна да пораснат како некакви своевидни тотеми во поглед на
самиот флешбек, тоа е всушност целата сезона, и во самата сезона има едно навраќање на домот кој што е замрзнат во време во 1983 година пред се. Халуцинација има во помеѓу светот, односно во халуцинации пред се ја прогонуваат и самата Елеван, која што не може да се присети на точното чинодействие за што се случувало во рамките на самиот институт Жановски. Сепак е авантуристичка, научна, фантастична мелодрама, со coming of age се разбира елементи како круцијални во овој манир. Стилизираниот јазик е англиски кој што се употребува, а во контекст на недостатоците, според мене предолги се епизодите и во забележливи се недостатоците во распленатата сезона на рускиот, така условно кажам, Prison Break, кој што не ми е кој знае колку впечатлив, затоа што не само што ја нарушува естетиката на визуелен план, туку е едно пролонгирање на заврзувањето на наративниот чвор со недоволно агенции. Мора женските, нели, да ги преврзуваат машките ликови. И тоа клише, тој концепт веќе е одамна надминат уште во 80-тите на Холивуд, меѓутоа се навраќаат во рамки на самата серија и на тоа клише да го покријат, така што си ја има големата доза на наивност која што секогаш не ме одвраќала мене лично на серијата, меѓутоа е еден мотиватор плюс за сите љубители кои што израснале во 80-тите или па го негуваат ретро сензибилитетот постојано и континуирано да се вратат на серијата. Поглед на континуитетот на епизоди, како што посочив, е гледлива 13-часовната серија, но ќе беше уште погледлива да се решеше нишката со Джим побрзо, но тогаш ќе мораше да се врати Винона Рајдер дома, и дома немаше што да има за правење, така што мораше возрастните да бидат на еден дел од светот, но имаше празен од кај што се разработуваат тинеџерските проблеми исто така ова сезона, кој што беше прилично воочлив. Има поглед на градењето на ликовите, има надоградување на нивните релации во љубовниот триаголник на Уил 11 и Майк, потоа на несудената љубов која што има Стив кон Ненси, како и љубовта која што има Робин со девојката која што има дечко. Така што се развива некакви и се продолжуваат пред се некакви си симпатии кои што беа негувани во третата сезона, секако дека се реферираат голем број на значајни и пред се круцијални ликови од филмови и прецејате. Ако тргнеме на страна сите D&D референци, ќе ни останат од филмската уметност, односно од хорор жанрот Фреди Кругер, кој што се напоменува дури во епизодата заедно со Nightmare on Elm Street, по епизодата во која што гостува самиот Роберт Енгланд. Исто така посочен е и Бугимен, со рефериран како Майкл Мајерс, и секако музичките референции не смеат да бидат избегнати, со тоа што има судир на музичките вкусови, во кој што е нападнат Еди, па што е ова, немаш ни кога се прелистува неговата колекција на бендови, односно на аудиокасети, кој што ги поседува со оглед на тоа што немал Дейвид Бови и други бендови кои што беа наведени во таа сцена, со фрлајќи ја касетата на Iron Maiden која што ја зема во рака и вика Iron Maiden е музика според мене. Така што, парафразирам, така што дури самите Iron Maiden нивната официјална страна се согласија со тој исказ кој што го има Еди. Има силна референца пред се на содржајни потешки хорор филмови во 80-тите, за разлика од тоа како беше пристапот во првите сезони, како што растат децата, така и помрачно ќе станува оваа серија, и секако музичките референции за соглед на тоа што умилената музика, односно умилените композиции се нивни водилки кои што треба да ги спасат од соочувањето со злото, па затоа се интригантен и инкорпориран дел без кој што не би била оваа серија тоа што е, значи составен дел од самото сценарио,
секако дека се појавува и Джейми Кемпел Бауер, кој што го глуми Векна, кој исто така е љубител на метал и свири во еден пост-хардкор панк бенд, така што може да слушнете и неговата музика, која што, можеби подоцна би била создадена во рамки на ретро-музичкиот пристап, меѓутоа сепак има љубители на дисторсираниот звук во рамките на екипата која што работи на оваа серија, а слични серии на Stranger Things секако дека се Riverdale, Dark, 13 Reasons Why, Lock and Key, Sabrina, I'm Not Okay With This, The OA, Zone Blanche, Eerie Indiana, The Outer Limits, Under the Dome, The Hunting of Hill House, So Weird, Archive 81, Freddy's Nightmares, American Gothic, Chucky, Castle Rock Invasion, Silver Point, Outer Age, Paradise, Fear Street, трилогијата Wormwood, Twilight Zone, Twin Peaks и секако X-Files. Тие три серии секогаш морам на крај да ги напоменам, иако веќе мислам дека доста станува со нивно реферираме, меѓутоа има влијание на сите можни серии кои што денес ќе ги погледнете во научно-фантастичен манир, што се одработени во поглед на самата атмосфера, знае да биде тензична, меѓутоа знае да биде драматична и на моменти комична. Гледливоста е загарантирана и убедливоста е доловена. На самиот епилог имаме отворен крај за петата сезона со грмотевици над Хокинс, кој што се класифицира дека доживеал земјотрес, има повредени, за кои волонтираат младите херои кои што спасиле градот, а спасител на градот, херојот Еди, уште мислат Джоковите дека е виновен за извршувањето на убиството, иако Дастин имаше една одлична срцепарателна сцена со неговиот татко, каде што му посочи дека Еди го напушти овој свет херојски, борејќи се за да може другите да опстанат. Векна секако дека не е мртов според чувствителниот вил кој што може да го забележи неговото вирење под натрупаниот талок. Одекнува секако почетокот на крајот со овој епилог. Од мене серијата има 8 од 10, заради тоа што е повозрасна, го врати реномето кое што го имаш и ова мислам дека е највисоката оценка која што ќе ја добие серијата од моја страна, освен ако не изненади со борбата против продолжувањето, пролонгираното борба со Векна, кој што 13 часа не беа доволни за да се представи и за да се совлада, така што ќе треба уште една петта сезона да му посветиме на борбата против него од страна на хероите. Секако дека ќе има продолжение, значи Златната крава има уште млеко за мозење пред да биде умртвена, така што Netflix дефинитивно нема да ги кренат рацете од оваа серија со оглед на тоа што таа и тоа како им носи популарност. За до крајот на емисијата приредив музички избор кој што е составен од одличниот бенд Museum of Light. Ќе слушаме композиции кои што се наоѓаат на нивниот албум Horizon. Мене ми звучи страшно многу, ме потсетува на Deftones, без разлика на тоа што доаѓаат од Seattle, од Вашингтон, имаат гранж призвук, имаат пост-рок елементи, имаат дум секвенци, меѓутоа имаат и некоја синишка на Deftones која што мене ме влечат. После нив ќе слушнеме Грема Ведета, станува збор за бенд кој што го издаде нивниот албум The Hum of the Machine, станува збор за под бенд кој што е од Лондон, од Велика Британија, под влијание на научната фантастика на 80-тите, стонер рок, дистопискиот хард рок, односно хеви метал, призвук, прогресивни елементи имаат колку сакате, така што имаат доста елементи на тој heavy psych призвук, односно повеќе допира до прогресивните секвенции, така што Hum of the Machine, албумот на Грама Ведета го слушаме потоа и доколку имаме време ќе слушнеме композиции од Гном. Гном и нивниот албум King, станува збор за белгискиот бенд од Антверпен, кој што се некоја комбинација на психоделичен прогресивен думерски призвук со стонер рок рифови кои што ги имаат во изобели овие гномови, и секако за крајот на емисијата Кайл Диксон и Майкл Стайн со неколку композиции
тие кои што се најреминесцентни за музиката, односно синтвеот кои што создаваат за потребите на Stranger Things. Вие го слушавте 86-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализирав квалитетите и неостатоците на четвртата сезона на Stranger Things. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.